Добар ден, почитувани медиуми. Денеска, согласно нашите политички активности, односно разговорите за обнова за Македонија, се наоѓаме во општина Босилово, каде што разговараме со граѓаните, жителите од оваа општина. Од оно што можам да го слушнаме во разговорите, дека пред се општината Босилово изминативе 2 години, односно 3 години, како што Зоран Заев е на власт, тапкаво место. Речи се локалната самоуправа воопшто нема изреализирано ниту еден од ветените проекти. Мито она што сакам да го потенцирам, а тоа е генералната политика која што ја води СДСМ на ниво на Република Македонија. Ние се наоѓаме во срцето на југоисточниот регион. Регион каде што Зоран Заев ветуваше живот за сите земјоделци. Ова морам да го спомнам бидејќи се наоѓаме во еден од земјоделските краеви каде што во предизбориот од 2016 година Зоран Заев и неговиот тогашен дополнителен, односно министер Љупчо Николовски ветуваа дека ќе има загарантиран откуп на земјоделските производи, дека откупувачите ќе се тепаат кој да го откупи земјоделскиот производ, дека ќе има гарантен фонд кој што ќе гарантира исплата на време на земјоделските производи и безброј други проекти кои што ги ветува, односно идеја од село во село. Денеска на овој разговор со граѓаните од општина Босилово изминативе 3 години гледаме дека од тоа нема речиси ништо. Единствено што мора да признаеме дека Зоран Заев и неговата група се добри во крадењето на државните пари, во продавањето на националните интереси. Денеска гледаме дека Луи Витон торби се шетаат низ Скопје како да се враќаат луѓето од пазар. Она што сакам да го порачам овде од срцето на Струмичкиот регион, дека доаѓа време за обнова на Македонија. Доаѓа време за Македонија да се врати на шините кои што ќе значат просперитетна држава и подобро утре за сите граѓани. Меѓутоа сакам да потенцирам дека после 12 април кога ВМРО ДПМН ќе формира влада, секој еден кој што се огрешил пред загоните ќе одговара, независно на неговото име и презиме. Ние во овие разговори денеска ќе ги слушнеме и поплаките, односно забелешките на граѓаните кои што ќе ги преточиме во предизборна програма која што ќе понудиме на изборите на 12 април. Тоа значи дека ние постојано како во изминатиот период така во иднина ќе бидеме постојано меѓу луѓето, бидејќи од тука можат најреално и најискрено се слушнат сите оние проблеми кои што ги тиштат секојдневно. Затоа ние во оваа комуникација која што имавме изминативе неколку месеци, години, ќе ги преточиме овие проекти во предизборната програма кои што ќе значат подобро утре за сите граѓани. Ви благодарам на вниманието.